Градежниците кои работат на пробивање на пристапниот пат од местноста Мегдан до двете реки велат дека веќе го слушат џуборот на Оризарска река, што значи дека се близу до целта. Неголемиот дел од работите за пробивање и изградба на патот се извршени, а моментално се работи на кракот кој ќе се поврзе со речното корито. Бројна механизација работи на повеќе потези на патот, а минерите поставуваат ново минско поле на карпестиот дел. Иако времето е мошне топло, силните машини не застануваат. Земените работи се веќе во фаза на завршување, односно 90% према зборовите на изведувачот, Трансмет, 90% од земените работи се завршени. Тоа е еден добар знак дека работите течат според планот и дека до крајот на годината тие целосно ќе завршат работите околу пробивањето и ќе започнат работите околу подготовката за асфалтирање и самото асфалтирање. Паралелно со работата на патот течат активностите и договарањата со градежните компании за изградба на телото на браната, како втора фаза од проектот Речани. Значи, како што знаеме, на повеќе лотови, на повеќе пати ќе се работи ова целосна брана. Првата фаза е овој пристапен пат, втората фаза е изградба на телото на браната. Експроприацијата и во тој дел е завршена и се очекува до крајот на наредната недела да се завршат преговорите, односно да биде отворена првата фаза на преговори со градежните фирми. Тоа значи распишување на тендерот за телото на браната и после 4 до 5 месеци да имаме и изведувач на самата брана, значи паралелно со завршувањето на патот да може да се прават подготовки за изградба на самата брана. Председавачот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров во реализацијата на овој проект гледа комплексна можност за развој на овој реон од општината. Овде се работи за тежок терен, непреоден терен и сметам дека ова ќе придонесе за развој на овој дел од нашата општина, пред се за развој на туризмот со изградата на браната, а и овие захвати, како што граѓаните ќе може да видат од вашите снимки, се работи за претежно за шумски појас, кој ќе биде добар и за излетнички места понатаму и за развој на туризмот.